предлогот кој што ни го подготвува колегата од Тетово, Александар Самарџиев, всушност зборува за прекомерната изложеност на екрани, која што и понатаму е главна причина за соочувањето со говорни потешкоти кај децата. Она кое што е фрапантно е дека во споредба со од пред 10 години, поборувачката за третман во центрите за детски развој за говор во Тетово е зголемена дури 7 пати. Таа е цената која што децата ја плаќаат токму поради прекомерната изложеност на екраните, па експертите велат дека е време за промени и предупредуваат на родителите да стават граници за употреба на мобилните уреди. Нешто за кое што и говоревме, одговорното пристапување кон ова, а доколку не, тоа и се последиците. Повеќе за ова во продолжение од Александар. Прекумерната изложеност на екрани и понатаму е главна причина за алармантното зголемување на бројката на деца со говорни потешкоти. Тоа е евидентно само во еден од повеќето тетовски центри за едукација, рехабилитација и стимулирање на развој и говор. Родителите најчесто бараат помош поради говорни потешкоти кај децата, но стручните лица велат дека проблемот често е многу подлабок. Говорот е само врвот на развојната пирамида, а под него стојат бројни други сегменти кои не се развиле доволно, како сензорната интеграција, моториката, вниманието, когнитивните способности, комуникацијата и социјалните вештини. Ако пред 13 години имавме 1 до 2 родители кои што имаат побарување на нашите услуги на неделно ниво, сега 1 до 2 родители се јавуваат на дневно ниво. Сега, како последици од таа екранска зависност, значи се јавуваат потешкоти со меморијата кај децата, потешкоти со грубата моторика, потешкоти со фината моторика, се јавуваат потешкотиите со внимание и фокус. Најчесто исто така може да се појават и сензорни потешкоти кај децата, се појавува и депресија, анксиозност, раздразливост. Децата немаат висок праг на толеранција, односно прагот на толеранција е се понизок и понизок. Потоа може да се јават предизвикувачки однесувања, се јавува, значи, се јавуваат и социјални потешкоти, се јавуваат и емотивни и психолошки потешкоти. Мора да има поголема свесност дека децата ги следат возрастните и родителите колку време поминуваат на екран од мобилен телефон или компјутер. Прво, родителот треба да направи пост од екрани, значи, а потоа да воспостави граници и кај своето дете за употреба на екраните. Ние најчесто советуваме до 3-та или 4-та година од животот на детето воопшто да не се употребуваат екрани. Константното скролање или употребата на игрите кои што имаат повторувачки, значи, движења, ги предизвикуваат тие стереотипни, да речем, однесувања кај децата, и кај децата се создава допаминска, адреналинска и седативна зависност. И може да кажеме дека екраните имаат, значи, страшно седативен ефект врз мозокот на едно дете. Обидот на родителите да ги тргнат децата од екраните резултира со постојано зголемување на интересот за упис во градинки. И има и родители што веќе сакат од овие електронските уреди да ги тргнат децата, бидејќи во градинката доаѓаат, играат, нема веќе ни телевизори, не ги употребува, имаме само активности. Според стручните лица, единствено корисно време поминато пред екран би требало да биде ограничено со минути дневно и да биде насочено кон едукативни содржини.